Моето име е Јосиф и секој од вас кој што сака да направиме интеракција, да му одговорам на неговите прашања и да најдеме нормално решение на дилемата или митот со кој што се соочува во темите кои што најмногу можеби се поврзани со здрав и активен начин на живот, може да го направите тоа користејќи ги бројовите на телевизија Телма, користејќи ги моите лични профили, да ми пишете во порака Коуч Јосиф, може да ме најдете или на Facebook или на Instagram, или па можеби да го искористите хаштагот #AskJosif. Бубе Шопова и прашува што подразбира антивоспалителна исхрана. Бубе, ова е доста популаризирано во последно време, антивоспалителна исхрана и генерално жалосно е што повеќето луѓе антивоспалителна исхрана употребуваат откако ќе се деси некаква хаварија и откако ќе се деси некаква хронична болест. Во принцип човечкото тело воспаленијата ги користи како еден начин за да се излечи од одредена состојба, но многу често се појавуваат медицински состојби во кои што воспалението се јавува како грешка во системот. Како да речеме, не знам, во твојот компјутер понекогаш може да се јави некаква софтверска грешка и при тоа да не функционираат работите. Исто така и во нашиот систем се јавуваат одредени грешки кои што се познати како хронични состојби. Тие воспалителни состојби се, не знам, можеби псоријаза, диабет, одредени кардиоваскуларни проблеми кои што се како хронични состојби и ред други кои што се едноставно обиди на телото да се излечи, но ефектите воопшто не се добри кои што ги имаме ние во секојдневното живење. Антивоспалителната исхрана подразбира во генерална смисла да исфрли се што е процесирана храна, вклучително сите шекери, цела процесирана храна, бели лебови и така натаму, и генерално да внесуваш што повеќе нутритивно вредна храна. Во антивоспалителна исхрана најмногу се промовираат растенија и житарици со цели зрна, значи интегрални производи, најмногу се промовира бобичести овошја како капини, боровница, малини, кои што имаат изобилство на антиоксиданси и помагаат во борбата со слободните радикали кои што се и голем причинител на овие воспаленија. Тука ти се темно зелени зеленчуци како келј, како спанак, брокула, добрите риби добрите риби, сите риби се добри, али оние кои што се најбогати со омега 3 како сардини, лосос, маслинки може, авокадо, екстра вакво вирџин маслиново масло. Така да тие се работи кои што се во антивоспалителна, кето и медитеранска диета по мене можеби се најблиско до такви антивоспалителни диети, но пак не можеме да генерализираме, секоја хронична состојба се третира различно и затоа јас не би ти давал никакви насоки во моментов, доколку можеби ти се бориш со некаква таква состојба, слободно пиши ми назад и ќе ти дадам можеби некакви насоки, искуство или ќе те упатам кај некоја личност која што би ти била моја препорака да се обратиш.